1/3 од оние кои кренале рака на државата завршуваат зад решетки. Останатите добиваат условна казна, а понекогаш и парична. Истражувањето на Алфа покажува дека во Македонија пракса низ годините е државата да го трпи насилството врз себе. Бројките од истражните институции за напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста, што ги брои нападите главно врз полициските службеници и инспектори, варираат, но генерално се движат помеѓу 100 и 200 кривични дела. Статистиката на МВР бележи 185 пријави за 226 сторители во 2024 година, додека во 2025 година регистрирани се нешто помалку пријави и осомничени напаѓачи. За периодот од јануари до ноември 2025 година регистрирани се 145 кривични дела, за кои се регистрирани 169 сторители. Од 2017 пак до сега вкупно имало 1318 случаи за напад врз службени лица кои вршеле работи од безбедноста, односно вкупно 1574 сторители на ова кривично дело. Најмногу се регистрирани во 2024. 2024 185 кривични дела, 226 сторители. Од обвинителството велат дека за секоја кривична пријава која стигнува до нив се отвара предмет, а потоа се носи јавно обвинителска одлука дали ќе продолжи во суд. Поради доказите, обвинителите тврдат дека често напаѓачите признаваат вина што ја скратува целата постапка. Охрабрува тоа што во последниот период се зголемува бројот на предмети во кои покрај условната осуда се изрекува и пробацијска мерка на заштита надзор, со која дополнително се врши надзор и контрола над натамошното однесување на сторителот. Ако се направи споредба на податоците кои ги добивме пак од судот, со првостепена присуда во 2025 година завршиле 50 на предмети, додека годината претходно 37 или неколку пати помалку од поднесените кривични од МВР. Судиите изрекле двојно повеќе условни казни отколку затворски. Податоци за 2024 година, 21 условна казна, 10 казни затвор. Податоци за 2025 година, 25 условни казни и 14 казни затвор. Изречените затворски казни се движат од неколку месеци па се до 5 години. Условните се со услов од 1 до 5 години затвор, а биле изречени и алтернативни, односно условна со заштитен надзор, задолжително психијатриско лекување на алкохоличари и наркомани. Законското решение во зависност од повредата која ќе му биде нанесена на службеното лице предвидува затвори до 10 години, но сепак има простор за заострување на санкцијата за никој да не се осуди да крене рака на службеник, што значи напати на државата, вели поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Во тоа кривично дело треба да се заострат казните и треба задолжително, значи да не може да се изрекуваат само алтернативни мерки, сем оние мерки кои што се задолжително лекување на наркомани или психопати, значи каде што навистина станува збор за лица со нарушена пресметливост и така натака, значи сем таму, иначе во другото секогаш да биде ефективна казна затвор и таа ефективна казна затвор да биде поголема барем од 2 години, за да се осетит нели онаа состојба каде што викаме ресоциализација и ревоспитување на лицата кои што се дрзнале да ја нападнат државата. Еден од најпознатите примери кој гласно одекна во јавноста беше оној кога полицајката Јасмина Јаначковска во 2018 година беше нападната од функционерот Бекир Асани, на кого заедно со пајак службата му го отстраниле непрописно паркираното возило, но таа подоцна ја промени изјавата, велејќи дека самата се удрила специјалното пајак возило